На вториот ден од Христовото раѓање или големиот христијански празник Божик ве честиме со ново издание на Фактор здравје, овој пат во живо. Добро дојдовте и ви посакувам пријатно попладне со нас, а денешно друштво во Фактор здравје и пред се гости ќе бидат оние кои што се најдобри во она што го работат, а тоа е решавањето на фертилноста или неплодноста кај паровите. Тоа е специјалната болница Плодност од Битола, која што е ИВФ Центар за хумана асистирана репродукција и воедно во име на Плодност од Битола денеска ќе зборува генералниот директор на оваа институција, а воедно по субспецијалност, тоа е субспецијалист за стерилитет и инфертилитет, доктор Таше Трпчевски. Останатото ќе го откриете во однос на темата во продолжение и првиот блок реклами кои што следуваат токму сега. Кога започуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација, инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравието Г132. Пред да му посакам добре дојде на гостинот и да ја представам темата со која што денеска ќе ве анимираме, да споменам дека денешното издание на Фактор здравје ќе го обработиме во соработка со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство Плодност од Битола, воедно ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција. Во однос на контактот со оваа референтна и веќе добро позната специјалистичка клиника, можете да ги контактирате на 047 208 880 на нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.mk или директно во Битола на улицата Асном број 9. Во името на болницата Плодност од Битола денеска на гости кај нас во Фактор здравје доаѓа и само за вас гостува генералниот директор и собственик на болницата Плодност од Битола, доктор Таше Трпчевски, субспецијалист за стерилитет и инфертилитет. Добар ден, доктор Трпчевски, среќна ви нова година и Христос се роди. Добар ден, добро ве најдов, навистина се роди. Како сте? Вие денеска повторно од Битола дојдовте во Скопје. Би рекол, вие сте нашиот Дедо Мраз, ако можам така слободно да кажам. Сакам да искористам приликата да им честитам на сите гледачи на 24 вести и фановите на оваа емисија, која што е се популарна и се погледана, да им ги честитам божичните празници и сите оние кои што доаѓаат после Нова година во овој јануарски месец, на сите православни христијани, бидејќи темата е плодност, неплодност, би сакал саканиот Божји дар да ги оваа година им влезе во нивните куќи, а тоа се дечињата. Тоа се токму ја што ги кажа фактите, како Дедо Мраз, вашиот подарок нека биде знаењето и стручноста која што ја применувате и секојдневно ја докажувате, и токму денеска ќе зборуваме на она што е ваша субспецијалност, решавањето на машкиот и женскиот стерилитет, односно неплодноста. Ќе зборуваме за постапките на инвитро оплодување, кога нема успех, кога неуспешно е инвитрото, но не заради нестручност и незнаењето, туку заради неправилното можеби имплантирање или вгнездување на ембрионот, или конкретно ќе го воочиме соодносот помеѓу слузницата на матката и ембрионот кој што се трансферира или вгнездува. Па еве веднаш моето директно прашање, зошто првенствено доаѓа до неуспех или неуспешно инвитро оплодување? Илија, кога ми се јавивте пред 2 дена дека има слободен термин да гостувам во емисија, јас бидејќи 14 пати досега сум гостувал и сме зборувале за многу теми од областа на инвитро оплодувањето и лекувањето на неплодноста со инвитро постапките, размислував да не се повторувам како во наредните емисии, да спремам некоја тема, односно да разговараме за тема која што можеби не е многу популарна, бидејќи е неуспешна, зборуваме за неуспешно инвитро оплодување. И болно можеби и за болно, партнерите. да, и стресогено, и фрустрирачки делува за паровите кои што на кои што се подложени на оваа постапка. Меѓутоа, мислам дека ќе го привлечи вниманието кај гледачите, посебно кај оние кои што патаат од оваа состојба, бидејќи тоа е можна значајна работа и неодминлив дел
на постапката на инвитро оплодување, бидејќи секој оној кој што го работи инвитро оплодувањето ќе се соочи со неуспешно инвитро оплодување, односно ќе има повеќе еден или повеќе обиди за да оваа постапка ја повтори како би дошло до успешно инвитро оплодување. Веднаш да кажам дека поентата на овој разговор ќе биде зошто неуспешно инвитро оплодување, моментот на погрешна или неуспешна имплантација, односно вгнездување на ембрионот. Значи морам да објаснам за гледачите, за пошироката јавност, што значи ембрион. Кога се спојува машкиот сперматозоидот кај мажот, и тоа е гамета се вика, и гаметата од жената или јајната клетка, кога се спојуваат за да направат едно цело. И во спонтан циклус, нормален природен циклус, и во инвитро постапките, продуктот, производот на нивно спојување се вика ембрион. Значи, тој ембрион, кога ние од инвитро оплодената постапка го земеме и го вратиме во матката на жената, тој ембриотрансфер, кога го направиме, местото на кое што ќе го ставиме во слузницата на матката, во шуплината на матката, би требало тој ембрион да се вгнезди. Тоа се вика имплантација на или да се фати, ако можем народски така да кажем. Медицински, да. Тоа вгнездување може и покрај тоа што ќе имате добра стимулација кај жената, и покрај тоа што ќе имате добар нормален број или доволен број на извадени јајни клетки, или имате одличен квалитет на ембрионот, и покрај тоа што ќе направите добар ембриотрансфер, може да резултира во неуспешно вгнездување. И се поставува прашањето сега, зошто до тоа доаѓа? Значи, имплантацијата или вгнездувањето е доста сложен процес, кој што би требал да се одвие во еден период, одредени денови од менструалниот циклус, или медицински тоа се вика така наречен имплантацијски простор. Значи, тоа е сложена постапка и исходот на таа постапка ќе зависи од интеракцијата, односно од квалитетот на ембрионот и рецептивноста на слузокожата на шуплината на матката. Значи, доколку има интеракција меѓу тој ембрион и слузницата на матката е порецептивна, таа ќе го прифати тој ембрион и тогаш имате успешно инвитро оплодување. Односно, значи, исходот ќе има за, ако е негативен, одредени последици. А најголемата последица, значи неуспешното инвитро оплодување, кај парот представува стрес. Тој стрес кај нив може да се одрази на многу планови. Се на психички, психолошки и, ако сакате, и материјален. Бидејќи за инвитро постапката парот троши одредени материјални парични средства. Меѓутоа, во одредени држави, како што и нашата, бидејќи за 3 обиди се покриени постапките преку Фондот за здравствено осигурување, трпи и здравственото осигурување. Доколку имате неуспешно инвитро оплодување, неуспешна имплантација, тогаш, а тоа значи неуспешно инвитро оплодување, тогаш и осигурителните компании, како што е во моментот Фондот за здравствено осигурување кај нас, трпи одредени загуби, бидејќи колку сте поуспешен, фондот има повеќе ќар или државата има повеќе сметка да работи или соработува со центри кои што се поуспешни. Или најуспешни, како што е вашиот случај, да. Помал. Оно што сакам да од друга страна, само да докажам, од друга страна, не помалку добро поминуваат и лекарите, односно клиничарите, оние кои што се занимаваат со оваа проблематика, па и екипата за инвитро оплодување, како што се биолозите. Значи, тоа е една фрустрирачка состојба за нас,
лекарите, клиничарите, биолозите, целата екипа која што работи во инвитро постапката и фрустирачка состојба, секако најдебелиот крај од сето ова го извлекува парот при едно неуспешно инвитро оплодување. Токму, значи, за мене, секоја неуспешна постапка од инвитро оплодување представува огромен предизвик. Бидејќи рековте, паровите се тие кои што го извлекуваат условно кажано најдебелиот крај или најмногу се погодени од стрес и се фрустрирани, како вие постапувате? Што е она што вие, како клиничар, рековте, човекот кој што е најодговорен за она што го работите во плодност, постапувате? Што им кажувате? Значи, кога рековме во лабораторија успешно е спојувањето на гаметите. Значи треба да разделиме две работи. Неуспешност на инвитро оплодувањето во лабораторија и неуспешност на инвитро оплодувањето кога се пренесе ембрионот во лабораторија успел да се оплоди и кога тој ембрион се пренесе во се прави ембриотрансфер на ембрионот, се пренесе во во шуплината на матката на жената. Обично многу од пациентките, паровите ќе дојдат и ќе кажат: еве некој искуство споделете, како ние реагирате? доаѓаме кај вас, имавме 3 успешни инвитра, еве сакаме, меѓутоа јас досега не сум трудна. На прашањето како тоа имавте 3 успешни, а не сте бремена, одговорот е дека видите во лабораторија ги оплодија, беше успешно, меѓутоа кога ми ги вратија, тестот беше после 2 недели негативен. Значи, кога ги спојуваме гаметите, машките и женските сперматозоидот со јајната клетка во лабораторија, процентот на успешност во лабораториите е негде од 75 до 90%. Меѓутоа, не е така кога тој ембрион го трансферираме во шуплината на матката. Значи, не е така и тој процент се преполовува. Сега, што се ние правиме, односно што би направиле за да ја подобриме имплантацијата? Тука е веројатно тајната или марифетот, знаењето, искуството. Секако. Значи во рака на срце, во една лабораторија која што добро работи во еден успешен инвитро програм, би требало значи постапката да резултира во успех, значи да добиеме позитивен наод, односно да имаме позитивен тест за бременост, кој што покасно значи ембрионот да постане, едноставно кажеме, ќе се роди од тој ембрион дете. Меѓутоа, за жал, често пати сме изложени на неуспех. И секој оној кој што ја работи оваа проблематика мора да го доживее неуспехот. Некој помалку, некој повеќе. Јас во овој контекст би одговорил од 2 аспекти. Би одговорил од аспект на пациент, значи што би направил јас како пациент, или од аспект би одговорил од аспект на лекар или клиничар. Што би направил како клиничар, односно лекар, бидејќи јас ги знам двете страни на медаљата. Едната страна и другата страна. Од аспект на пациент. Прво, јас би се нормално обратил повторно до лекарот, односно екипата, односно клиничарот со кој што сме работеле таа постапка и би разговарал околу постапката. Каде може да биде проблемот? Вие доколку добиете доверба од клиничарот и ви оставил впечаток дека е заинтересиран и сака да ви помогне, а не верувам дека постои таков кој што не сака да ви помогне, значи тогаш ќе одите и втор пат ќе треба да се обидете да го направите вториот обид со истата екипа. Или пак втор начин на размислување е како пациент да го смените докторот, да ја смените инвитро лабораторијата, бидејќи секогаш од добро има подобро, можеби некоја друга лабораторија ќе ви овозможи поинакви услови или подобри резултати. Вториот
одговор од страна на клиничарот. Сега, јас сум во таа ситуација. Што сега јас би направил кај овој пар кој што не сме успеале? Значи, имам два вида на пациенти. Првиот е мојата пациентка, која што не сум успел, или пациентки кои што дошле, другите пациентки би крстил, макар да сите ќе станат наши и мои, кои што доаѓаат од други центри имале неуспешно инвитро. Значи, токму ова е за мене предизвик. Тогаш треба да се седне на маса и да се разгледа целокупниот случај, од начинот на припрема, значи она што јас сум го направил претходно, кај мене или како ја припремиле во друг центар, бидејќи одговорноста и најголемата одговорност за нас, сите клиничари кои што работиме со оваа проблематика, да направиме добра припрема на пациентката. Значи да ги направиме неопходните потребни лабораториски анализи со кои ние би ги откриеле причините за неуспешното инвитро. Значи ако ние направиме неуспешно инвитро, имаме неуспешна имплантација, не значи дека секогаш ќе откриеме причината. И јас како како размислувам, доколку од претходниот циклус, ако се работи за моја пациентка или друга пациентка која што доаѓа од друг центар, значи претходниот циклус мене ме учи како да постапам во наредниот циклус. Доколку од претходниот циклус сум имал добра стимулација, доколку сум имал добар одговор на хормонската терапија, сум извадил доволен број на јајни клетки, доколку сме направиле добри ембриони, доколку сум направил одличен ембриотрансфер, кој што јас ќе бидам задоволен, ако нема успех, тогаш јас не би го сменил протоколот, не би ја сменил постапката. Меѓутоа, вие повториле за првиот пат. Доколку претходниот пат ме научил дека сме извадиле помалку јајни клетки, сме имале лоши ембриони, тогаш морам да размислувам и размислувам во тој правец. Значи треба да го сменам протоколот, да го сменам начинот на кој што ја припремав пациентката или евентуално да истражувам што е причината што сме добиле помалку јајни клетки, не сме добиле добри ембриони и така натаму и така натаму. Значи како што поминува времето, јас се повеќе почнувам да верувам во Господ и веројатно ќе почнам да верувам во астрологијата, затоа што како вие ќе го објасните ова? Пациентка која што прави 8 неуспешни инвитра во најјаките центри во Европа, во Гент институт, во Каролински институт, направила 8 обиди, доаѓа кај вас, 9 обид, прв пат кај вас, вие сте успешни. Или, еве, сега имаме може би направила натална карта или што? Ќе ви кажам, имаме две пациентки кои што имаја едната 5, другата 6 неуспешни инвитра во Македонија. Кај едната вративме 3 ембриони, тројки, значи 6 инвитро, кај нас прв пат, а кај другата враќаме 3 ембриони, од кои што едниот се дели на 2 и добиваме 4, а претходно има 5 и 6 неуспешни инвитра. Или како ќе објасните пациентка која што кај мене правила, имала неуспешно инвитро, ќе слушнете дека била во друг центар, таму има двојки. Или најавтентичен пример, како ќе објасните пациентка која што 3 пати доаѓа кај мене, имаме неуспешно инвитро оплодување и ми вика, докторе, сакам да правиме повторно инвитро, 4. Обично, кога имам повеќе неуспешни инвитро оплодување, тоа е за мене фрустрирачки, едноставно на пациентката сакам да му помогнам со сугестија, неам јас идеја за неа, ајде да ти помогнам да те спојам со некој од другите 2 добри центри во Македонија, како што се Систина и Ремедика, и се чини дека кругот на успех ќе се врти меѓу овие 3 центри. Ние, Ремедика и Систина, да те препорачам на некој од колегите кои што се поуспешни, да го работите 4-то инвитро оплодување. Пациентката ми вика, докторе,
ве молам, јас имам потполна доверба, сакам да правиме и четврто инвитро оплодување, без разлика на тоа што се работеше за тежок машки фактор и така натаму, правиме четврто инвитро оплодување, пациентката добива двојки. Сето ова ми дава за право да почнам да верувам во Бог Господ, дека тој така ги донесол, значи во тој момент, тој месец, или да верувам во астрологијата. Изгледа ќе треба да ги праќаме пациентките кај астролози, јас почнав да верувам во тоа, да им одредуваат неонатална карта кога дел од планетите и звездите едните ќе му влезат во другите и жените, односно паровите ќе се плодни. Тогаш не треба ни инвитро да прават, може. Сега, бидејќи зборувавме за оваа тема, може ли да продолжиме после вториот блок реклами? Имаме обврска да ги емитуваме, а тука сакаме да ве поканам вас, кои што не следите во новата емисија на Фактор здравје, на 6091924 и 6091925, да се јавите и да поставите прашање во однос на денешната тема, кога зборуваме што после неуспешно инвитро оплодување, односно кои се постапките и можностите за успешно следно инвитро оплодување. Добре дојде назад во вториот дел од емисијата Фактор здравје, како гостин уште еднаш сакам да ви го представам доктор Таше Трчевски, субспецијалист за стерилитет и инфертилитет, воедно генерален директор и собственик на болницата Плодност од Битола. И пред да продолжиме, го имаме првото јавување ова попладне. Добар ден. Ево сега. Добар ден. Добар ден, среќна нова година ви посакувам и се најдобро, среќни празници. Повелете со прашање. Исто и вас, поздрав до докторот Саше. Благодарам. Би сакал да го прашам во врска со докторка Скопје која воведе ионизирање на ембрионите за нивни подобар развиток при вметнувањето на ембрионот во матката. Дали е запознаен со незината работа и дали ги применуваат овие ионизирачки техники на ембрионите за подобри резултати, се разбира. Кои техники не Докторката се Скопје доби ионизирачки техники награда во на врска ембрионите. со овој незин пронајдок. Благодарам за вашето прашање. Јас не знам за која докторка се работи и каде се работи тоа во Македонија. И тој може овој нов тренд, меѓутоа факт е дека од освегашните искуства на многу центри кои што работат на оваа проблематика, Откриени ли се и причините да се надоврзам? Самата лабораторија многу постапки, така наречени имзи постапки, пикси постапки, хечинг, отварање на самата јајна клетка и така натаму, резултатите покажаа дека сето тоа само стана атракција, а не ги подобрија резултатите на инвитро оплодувањето, нити ова последната ионизирачка техника. Баш вчера читав еден чланак на од интернет кој што ми стигна, имаше полемики околу сите овие нови методи кои што се применуваат и одговорот на еден биолог беше дека ако сакате да си ги зачувате парите во својот джеб, а да не правите кај народот многу атракции, не треба да ја купувате таа опрема и да ги правите тие скечови, бидејќи резултатите се тотално исти. Значи, не е подобрен процентот на оплодување со овие нови техники, тај со оваа техника која што вие ми ја спомнавте. Тоа е се уште недокажана техника, бидејќи ако во светот не се практизира, во секој случај јас би му честитал на таа докторка или не знам кај се применува таа техника и нека излези со нејзини резултати или на наша секција да ги евалуира, па ако е применлива, ако е успешна, зошто да не би ја прифатил. Јас секогаш сум за отворени, за се што е ново и дава резултат. Прифатам и секогаш го поддржувам. Да го слушнеме следното јавување. Добар ден. Добар ден. Среќен Божик. Да, честит Божик, господјо. И среќна нова година. Благодарам. Благодарам. Повелете со вашето прашање. Значи, што се оние пациенти кои што докторите не им препорачуваат инвитро, туку им препорачуваат ИВМ, инвитро матурација. Значи, тоа е еден вид на нова метода, можеби кај нас ја нема. Би го прашала докторот дали во плодност се работи таквата метода, ИВМ,
затоа што има жени кои што не смеат да примаат ампули, бидејќи доаѓа до голем степен на хиперстимулација. А знае он што значи тоа хиперстимулација, колку е тежок проблем и ризичен по животот. Благодарам за ова прашање. Уште едно јавување имаме, доктор Таше, да го слушнеме и ќе одговорите на двете, предпоставам, гледачка и втората. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете и вие, господјо. Среќна ви нова година и честит Божик. Фала и на вас исто. Благодарам. Овака, значи, после 3 преко фондот и витро неуспешни, како може со приватно колку ќе кошта, што како да направиме пак со доктора, да се консултираме. Добро, Да благодарам. видиме што, како, што сви терапии сме ги извршиле, трети пат преко фондот ништо неуспешно. Останувам неколку месеца и побацимо, па остане побаци. Дали нешто како што? Добро, благодарам, доволно е за ова. Да. Одговорите, сакате на првата односно гледачка? првото прашање, инвитро матурацијата. Значи, пациентката рече што со оние на кои што не се препорачува инвитро оплодување, а инвитро матурација. Значи, инвитро матурација, значи, точно е така кај пациентки кои што имат полицистични јајници, кај нас не се работи, во некои држави се работи, значи, кога со блага стимулација, колку да се потикнат фоликулите, се врши предвремена аспирација на јајните клетки, а потоа во инвитро услови се матурираат. Резултатите од инвитро матурацијата покажаа дека се никакви. Значи, немате успешност во постапките со инвитро матурација и резултатите се многу скромни. Не е вистина дека има пациентки на кои што не му се препорачува да прават инвитро оплодување заради хиперстимулација. Точно е дека ние ќе се соочиме со тој проблем и се соочуваме во текот на индукцијата на овулација или стимулација на жените со хиперстимулационен синдром. Меѓутоа, ние сме за тоа тука да го спречиме или да го избегнеме, а за тоа има многу начини. Прво, со начинот на кој што ќе се стимулира, значи се применуваат кратки постапки, содрават одредени инекции кои што се викат значи антагонисти во споредба на овие агонисти, се избегнуваат тие долги протоколи, потоа кога се прави пресек или стоп инекција, кога се даваме инекции кои што нема да предизвикуваат хиперстимулационен синдром. Трета работа, вршиме одложување на постапката, тоа се вика костинг. Четврта работа, вршиме аспирација на едната страна пред да дадеме стоп инекција и на тој начин исто така го избегнуваме хиперстимулациониот синдром. Значи, не е вистина дека има такви жени кај што е опасно, дека треба да се стимулираат и некој му го пери мозокот дека треба да се прави инвитро матурација. Со инвитро матурацијата резултатите се многу слаби. Да, и да одговориме кратко на втората гледачка. Не чека уште една. Значи, пациентката имала 3 неуспешни обиди. Спонтани абортус се рече во текот на бременоста имала. Не слушнав, имала 3 неуспешни обиди. Да. Но имала бременост помна, но имала Добро. абортус, не е важно, значи, неуспешни инвитро постапки. Инвитра или инвитра кои што не резултирале со добивање на плод, односно живо дете, живородено дете, и треба да прави постапка за четврто инвитро. Бидејќи таа била 3 пати покриена со средства од Фондот за здравствено осигурување, таа ќе треба да ја направи постапката во приватно. Да. Кај нас постапката кошта 1600 евра. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден, дали сте на линија? Добро, ве охрабрувам уште еднаш да се јавите, телефонските броеви ги имате на вашите мали екрани. Ајде уште еден обид, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо, честит празник Божик и среќна нова година. Фала и вас. Благодарам. Сакам едно прашање на докторот, дали може со полицистични јајници да се дојде до бремненост? Благодарам за прашањето. Па толку ова одговорот на претходната пациентка. Значи, една од индикациите за инвитро оплодување се и полицистичните јајници. Полицистичните јајници, ако ги црпите сите методи, начинот на лекувањето, добивање дете, значи има неколку постапки до за лечење, не за лечење, него постапки на третман на полицистични јајници, кога ќе ги помините тие скали од конзервативен третман со таблети
преку индукција на овулација со инекции, па до лапароскопско празнење или така наречено бушење на јајниците или дрилинг, како четврта, последна метода ви останува и немате друг избор, бидејќи тие пациентки се соочени со синдром на ановулација, немат овулаторни циклуси, нема раст и развој на јајната клетка, нема прскање, немате јајни клетки, немате бременост. Значи, еден од начините за решавање и можно е успешно е и инвитро постапката со тие кратки протоколи, со тие прекини или давање на стоп инекции кои што не се од групата на оние хормони кои што предизвикуваат хиперстимулација. Значи, има начин како да се реши и денеска воопшто не е проблем синдромот на полицистични јајници и доста е успешна постапката кај нас и во другите два центра што ги спомнав во Македонија. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Добар ден и поздрав до почитуваниот и ценет стручак доктор Таше. Нашиот доктор Таше, на телефон е Александар од Пробишти. Чинам дека да, ве познав и јас. Каде што со својата сопруга Даниела, која ја посвети целата своја стручност, посветеност, кој со цела своја доверба и во целиот процес ни даваше и тоа го докажа на дело и што ни дади нашиот најбожи дар преку неговата поминато преку неговата стручност, а тоа е на керкичката Мила. Значи, јас би го стука попрво докторот, а тоа е неговата стручност и посветеност, секогаш да истражува и да го најде најдоброто решение и не случајно со целосна почетници на останатите ординации, но сепак болницата поднос е најуспешна. А тоа е посветеноста, тимот што го има и затоа посебно су благодарен за едно тешко период што поминавме, доктор што ни посвети целосно внимание, имавме целосната доверба од него и успеавме. Благодарам, докторе. Благодарам, Александар. И среќни новогодишни и божикни празници. И вам се најдобро во 2015 и доктор Таше, уште една гледачка, претпоставам, или гледач имаме на линија. Добар ден. Да, добар ден, јас сум претходната гледачка, да. се пред малку за инвитроматурацијата. Да, во право е докторот за инвитроматурацијата. Меѓутоа, инвитрофертилизацијата за полицистични јаници зборувам, значи јас имам полицистични јаници. Добре. И тежок проблем имав околу хиперстимулацијата. Значи се доаѓав до степен на хиперстимулација, ќе се стимулираат јаниците, па ќе се прекине циклусот. Значи во Македонија не се работи инвитроматурација, се работи во странски држави и навистина е слаб процентот. Дали докторот имал такви случаеви со хиперстимулација, велиме потешки случаеви, жени кои што се подлежни на хиперстимулации, спомна дека околу 1500 евра е постапката кај него во Битола. Дали имал такви случаеви и дали би се нафатил да се справи со таков ризик на хиперстимулација доколку настане, да речеме. Значи, тој спомна дека може да се спречи, меѓутоа сите тие постапки фази ги имам поминато и бушење на јајниците, лапароскопски и сите тие методи претходно што ги спомна. Меѓутоа, сепак доаѓам до степен на хиперстимулација која што е во тежок облик со полнење на плуќата вода, 5 литри вода. Знае докторот што значи тоа, значи по ризик на живот. Благодарам, господи, уште еднаш за вашето јавување и доктор Таше, само да го надополнам со прашањето, она што е клучно, како после неуспешното инвитро со што ги стимулирате жените, односно слузницата на матката, што рековте, за да биде порецептивна? Само да одговорам на пациентката, значи треба да дојде пациентката да ги разгледам јас протоколите и начинот на кој што е работено кај неа, стимулацијската доза и така натаму. Таја напомена дека било работено лапароскопски дрилинг. Јас мислам дека кај неа би било пожелно да се направи уште еден не лапароскопски дрилинг, него засекување или браздање на јајниците, така наречени инцизии, да се ослободат јајниците од вишокот на тој
тестостерон кој што се конвертира покасно во естрогени хормони и мислам дека ќе одговори на терапијата со лапароскопската хирургија, а кога ќе се испразнат од јајниците од тој вишок на тие хормони, мислам дека и помал ќе биде шанса, процентот на шансата да го добие тој хиперстимулацијски синдром. Дојдете, оставете на моја одговорност, јас мислам дека ќе најдеме чари. Еве еден предизвик за вас во новата сега, година. Да, тоа е моето последно прашање, само кратко, како рецептивноста на шуплината на матката да ја зголемите, што им препорачувате сега, на жените? Тоа е една област. Немаме многу време, ми не е жал, гледам времето поминува. Може да се зборува и 2 часа за оваа тема. Но гледачите беа денеска многу инспиративни, мора да признаете. Така, само кратко за тоа уште да ве прашам. Дека ова подрачје имплантацијата нарочно го одбрав, бидејќи се уште недоиспитано и се уште медицината не го кажала овој завршен збор. Значи, тоа е област во која што се уште се кршат многу копја и научниците настојуваат да пронајдат што е тоа што навистина намалува рецептивноста, приемчивоста на сузокожата на матката, да го прифати ембрионот. Иднината ќе кажи кој е лекот за ова, како ние се справуваме со ова. Јас мислам дека јас како го решавам овој проблем, обично кај ваквите пациентки со неуспешна имплантација, повеќе неуспешни имплантации, обавезно им препорачувам да правиме хистероскопија и правиме така наречен скречинг или гребење на слузницата на матката. До сега имаме одлични резултати и сега наши првични испитувања, односно тоа е новост, даваме интралипидни инфузии кои што имаат одреден механизам да ги инхибираат така наречените клетки убици кои што се присутни во слузокожата на матката. Какви ќе ни бидат резултатите, оставаме на времето да покаже. Мене ми е криво што немаме многу време да разговараме. Но и следната тема нека биде токму за имплантацијата да се договориме и некоја наредна тема да зборуваме за оваа проблематика. Или како ќе го подобриме резултатите, нормално, доколку постојат причини, а има многу причини. Минатиот пат професор Карамфилски кажуваше за штитната жлезда, која подобриме, односно ја нормализираме функцијата на штитната жлезда. Ако исклучиме тромбофили, имунолошки фактори, ако исклучиме хромозомски пореметувања и така натаму, или постојање на миоми, па ги вадиме, или полипи, тоа се проблеми кои што треба да се разгледаат на маса од целокупната документација на жените и да се види кај се ние, лекарите, клиничари, грешиме или не. Да, благодарам уште еднаш, среќен пат до Битола и поздрав до плодност од Битола, а благодарам за вашето внимание и јавување со напомена дека утре повторно ве чекаме на исто место и во исто време во новата емисија на Фактор здравје. Пријатно.